Ковачевски рече ке го викнел Мицкоски на Лидерска, ама засега ниту го направил тоа, ниту пак се знае кога ке го викне и каде истата ке се одржи. Од владата се уште не откриваат информации поврзани со Лидерската. Не кажуваат ниту во каков формат ке биде, кој се ке биде поканет. Дали ке биде само меѓу првиот човек на владата и првиот човек на ВМРО ДПМН, дали ке бидат поканети само претседателите на поголемите партии, или пак сите партии кои имаат представници во собранието. Според неофицијални информации на Алфа, Лидерската е во план да се одржи идната недела, оти Ковачевски не е во Македонија. На Лидерската една од темите ќе бидат уставните измени. Мицкоски рече, не очекува многу од средбата, оти ставот на партијата е јасен. Тие нема да прифатат отворање на уставот по бугарски диктат, иако како што вели, СДСМ молат по амбасади за да извршат притисок врз нив и тие да попуштат. Тоа сценарио, Мицкоски вели, нема да го гледаат. Според дел од аналитичарите, Мицкоски во последниот настап упатил силна порака дека државата му е на прво место. Поранешниот вице-премиер и амбасадор Боцевски за Алфа вели, ако Мицкоски и покрај страшните притисоци остане цврст, тој ќе биде новиот премиер. Доколку Христијан Мицкоски ја сочува кохезијата на ВМРО ДПМН, доколку Христијан Мицкоски возможи ВМРО ДПМН да обстине ставот и да не гласа за уставните измени и покрај овој стравотен меѓународен притисок под кој ќе се соочува, тогаш тој ќе се избори за позицијата на лидер на наредната влада на Република Македонија, која што треба да ја поврати во Македонија и демократијата, и економскиот раст, а и да врати Македонија на оние врвици на севкупен развој, од кој што отстапивме кога не втурна во бездна Зоран Заев со неговите сулуди политики. Боцевски е сигурен во црстиот став на првиот човек на ВМРО ДПМН и во внатрешната кохезија на партијата. Вели, нема да го гледаме истото сценарио како кога се менуваше името. Јас мислам дека СДСМ го посакува тоа сценарио. Не само СДСМ го посакуваат многумина други. Меѓутоа мислам дека атмосферата ни оддалеку не е иста како што беше во 2017 година. Мислам дека внатрешната кохезија на опозицијата е многу јасна и мислам дека веќе во Македонија важи, ако можам така да кажам, онаа максима која што ја кажал на времето Абрахам Линколн: можеш да лажеш некои луѓе цело време. Можеш да ги лажеш сите луѓе некое време, но не можеш да ги лажеш сите луѓе цело време. Инаку Ковачевски се одлучи за лидерска средба многу задоцнето, сметаа дел од аналитичарите, коментирајќи дека и оваа работа премиерот ја прави наопаку. Оти веќе припати уцена од Бугарија, па формираше работна група и на крај свика лидерска. Сите политички логики водат кон тоа дека лидерската средба треба да е прва, пред било што да почне да се прави. Оти Ковачевски нема право сам да се одлучува за Македонија.